Корупцијата во последните 10 години е значително зголемена. Меѓународните партнери констатираа дека во државата има епидемија од корупција, која е навлезена во сите пори на општеството. Угледот на правосудниот систем е на најниско ниво. Пат на владењето на правото нема напредок во битката против криминалот. Неказнивоста стана пракса. Прво ме чуди да ја идејата за ветинг, повторно да ја кажуваат оние кои во 2016 повикуваа на ветингот. И имаше дури и измени на Законот за судски совет, ако се сеќавате, стратегија беше донесена, меѓутоа не дојде до такво нешто. Кога зборуваме за ветинг, мора да се знае дека има два модели. Едниот е генерален реизбор и Венецијанска комисија и Советот на Европа вела дека тоа може да го доведе во опасност системот судски, бидејќи немате толку судии, или пак да се посегне по она што е вториот модел, реевалуација. И досега можеше да има реевалуација и во поглед на квалитет и во поглед на квантитет и на позициите на јавни обвинители и судии кога се реизбираа да се бираа најдобрите луѓе. Ама го знаете дебаклот со судскиот совет, тој кој што треба да учествува во ова, всушност е фактор на криза на независноста на судството. Јас само предупредувам, како што предупредува и Венецијанската комисија, на искуството од 96-та година, кога имавме генерален реизбор. Тоа го направи Судскиот совет и собранието, политизацијата и партизацијата влегоа на сцената, но мислам дека и досега можеше слободно при секој избор и реизбор да се проверува и минатото на кандидатите, и кога влегуваат на академијата, и кога влегуваат во судскиот систем. Тоа не се правеше. И сега ми е смешно од истите луѓе кои во 2017 посегнаа по ветинг, така викаа дека тоа е нивната филозофија, сега повторно да викаат дека се за ветинг. А состојбата во судството ни е катастрофална. Ова го мислам и на политичарите, ова го мислам и на професорите, на сите. Јас сум за тоа да има реевалуација. Значи, тоа е едниот модел на ветинг. Тоа е одлично прашање. Политиката треба да ги трне рацете осуството. Јас сум убеден дека имаме доволно стручни и компетентни и истражители, и обвинители, и судии. Ако им оставиме тие да си работата без политички притисоци, но и без медиумски хајки, тогаш да знаете дека многу полесно ќе се открива криминалот, многу полесно ќе се казнува криминалот и правдата ќе биде задоволена и ако кажеме дека негде нема кривично дело, дека некој е ослободен. Тоа ни е многу битно за луѓе кои што ги жигосуваме, за луѓе кои што ги правиме поцрни од црниот ѓавол. Ако за нив нема докази дека сториле кривично дело, ќе биде честно и ќе бидеме вистинска држава ако кажеме овде во оваа ситуација ние немаме предмети и немаме докази. Јас деноју гледам Муцунски го ги критикува Академијата судии и обвинители, а пред известно време, пред неколку години, неговата сопруга беше од таму избрана во судија. Чекайте бе луѓе, може ли ние да прекинеме со таа практика да биде Академијата судии и обвинители предмет на партиско политичко пазарење? И да ние имаме судии, или ќе биде СДСМ, или ќе биде ВМРО, или ќе биде ДУИ. А овие деца што завршуваат силни факултети, што положуваат правосудни испити од прва, а за тие деца ќе ги отвориме ли вратите во најбитната институција во државата, тоа е правосудниот систем на Република Македонија. Јас мислам дека ако се тргне политиката од судско-обвинителските процеси, дека тогаш ќе се врати довербата во судството. Судиите си ја знаат работата. Имаме сериозни забелешки, особено последниот извештај на Европската комисија, која вели дека во тој дел немаме напредок, са среќа што немаме и стагнација или назадување, меѓутоа немаме напредок, што е лоша работа, но во овој момент знаете дека единствената пречка за продолжување и со преговорите, бидејќи првата конференција ја одржавме, е промената на уставот. Значи, а инаку тие работи што ги спомнувате, ќе не бидат и тоа како тешки и големи предизвици, меѓутоа останува за понатамошниот тек на преговорите, кога би продолжиле. Овој резултат кој е катастрофален во сите овие подрачја се разбира најголема наша одговорност како држава и како општество и на нашите институции, меѓутоа јас не можам да
не кажам дека дел на тие реформи беа иницирани, финансирани, поддржувани од нашите странски сојузници, што значи ние треба да седнеме во некаков диалог и да видиме дали можеби некои од овие мерки имаат дури и контраефекти во кои, знаете, кога политичарите или носители на јавни функции се однесуваат како неодговорни, инфантилни, па има некој друг што им бере гајле, тогаш си прават вакви излети. И потоа добиваме извештај во кој ќе нотираат дека нема владење на правото. Значи, ние ако правиме такви реформи, треба ги правиме за себе и конечно да ја тргнеме од таа приказна Европската унија не надгледува. Тоа е малку како Господ не гледа, па ние пазиме што правиме. Мораме да станеме одговорни, да ставаме прво кадровската политика е многу битна, ама и образованието. Бидејќи ако вие од образовниот систем, од правните факултети извадите морални, да речам, инвалиди, да ми простите на зборот, значи луѓе кои ја гледаат струката како начин да се снајдат во животот и посебно на скандалозна академија за суди и обвинители, тогаш значи ние имаме сериозен проблем. Ке иницирам формирање на меѓународен борд сочинет од НАТО, Соединените американски држави и Европската унија, кој што ќе ги пресертифицира сите носители на јавни функции по однос на две прашања. Дали имаат врска со рускиот интерес и дали се инволвирани во корупција. Значи, секој кандидат за министер, директор, судија или обвинител ќе мора да помине низ филтрите на 32 земји членки на НАТО, САД и Европската унија посебно, за да го добие тој сертификат, а сертификатот ќе биде задолжителен за да биде носител на таа јавна функција од судија до министер. Ако велите дека ветингот не е решение, каде ја гледате можноста за реформи во македонското правосудство? Чомовски, ветингот е еден вид на амнестија на тие кои што имаат сторено со своето лошо и девијантно дејствување од позицијата која што имаат, е еден вид амнестија. Значи, никој не смее да биде амнестиран и секој треба да одговара. Значи, се прави ревизија на случаи, се селектираат сомнителни случаи, таму каде што ќе се докаже пристрасно постапување, селективно постапување, се менуваат тие луѓе, се изведуваат пред лицето на правдата, а секако во системите има внатре и професионалци кои што сериозно си ја вршат својата функција и веднаш носите нови луѓе кои што непристрасно ќе вршат својата функција, нема да одговараат ни пред мене како идем председател доколку бидам избран, ниту пред политичката елита која што ги избира во парламентот или на другите нивоа на власта, туку исклучиво ќе работат по уставот и законот. Председателските кандидати во Трилинг одговараат на неколку речиси идентични прашања. Пендаровски, Силјановска, Османи, Јакимовски, Димитриевски, Ванковска и Таравари. На почеток ги прашувам како до уставни промени и внесување на бугарите во преамбулата за отворање на кластерите. Од преговорите, ако е невозможна промена на преговарачката рамка. Иако многу работи во животот не се невозможни, сепак доколку Европската унија обстојува на ова, нека таа има непроменлива преговарачка рамка, меѓутоа ние имаме инхерентно вродено право да си носиме собствен устав и јас во мојата програма предвидувам не корекции вакви или онакви во преамбула или во други делови, туку сосема нов граѓански, демократски устав заснуван на идејата на социјална правда, на еднакви можности, немање експлоатација и слично. Така што отпаѓа прашањето за тоа дали цитираме со било која етничка група, посебно со бугарите во случајов. Дополнувањето во Уставот се обид да се помести оската на дискурсот со Бугарија од идентитетско-историските прашања во малцинските и човековите права. Тоа е направено со помош на Соединените американски држави и Европската унија, рушејќи ја бугарската декларација во парламентот. Кој се противи на уставните измени, сака да ја врати бугарската перспектива по однос на патот на нашата држава кон Европската унија. И така да нема алтернатива од промени, дополнување на Уставот со цел отварање поглавја 2024 година. Мојата цел е првата работа уште на 13 мај, после давање заклетва, е да ги соберам во Вила Водно сите лидери на политички партии на состанок кој што ќе трае со денови и недели и месеци, додека не си подадеме рака, не ги надминеме разликите и не постигнеме надпартиски државен консензус по однос на европската
Унија, а аргументите и информациите кои што ги имам како НАТО министер за надворешни работи по однос на ризиците, мислам дека ќе бидат доволно убедливи за лидерите дека веќе нема играње со ова прашање. Зошто би била невозможна промена на преговарачката рамка за Македонија, кога сме имале случаи до сега? Биле менувани преговарачките рамки, такви искуства имаме и со Србија, и со Црна Гора, и со многу други држави членки кои што биле претенденти за членство во Европската Унија. Сметам дека првично македонскиот политички блок треба да постигне еден апсолутен консензус, кога ќе види дека политичките партии, особено од македонскиот блок, кој што е доминантен, се обединети и како многу сериозно ќе бидат сватени пораките кои што одат од Скопје, инаку овој проблем ќе се реши исклучиво на релација Скопје-Софија. Во спротивно, овие две преговарачки рамки кои што едната ја потпиша Димитров, другата Османи, и ја содржат во својата содржина, нели, декларацијата на бугарскиот парламент. Ние не сме народ кој што постои од 45-та, македонскиот јазик е свој, со своја кодификација и дополнително имаме собствена историја, а сите оние моменти заедничката историја треба да се одбележуваат секако, но македонците имаат собствена историја. Професор Силјановски, како е невозможна промена на преговарачката рамка со Европската Унија, како до уставни промени и внесување на бугарите во преамбулата? Никогаш јас не им приоѓам на нештата како на догма, како на нешто невозможно. Можно е со поинаква интерпретација на договорот за пријателство и добро соседство да се стигне до истата цел. Значи, не мислам дека треба да се смени уставот. Веќе сум рекла, ако се менува уставот, тоа мора да биде да стапи во сила, да има одложно дејство амандманот, да стапи во сила кога ќе заврши ратификацијата, односно кога ќе работиме на уставни измени за односот меѓу националното и европското право, аки комунитерот. Сега мора да чекаме на новиот парламент и на новата влада. Апсолутно е јасно дека во изборен период не можеме да калкулираме за 2/3, иако парламентот е во постојано заседание, како вели уставот, и може да се свика било кога. Меѓутоа не мислам дека е реалистично да очекуваме сега, баш во овој предизборен и изборен период, во сред кампања, дека ќе се направат 2/3, кога беше јасно дека главните опозициони субјекти не сака да го направат тоа 2-2,5 години наназад. Значи, новиот парламент ќе ни каже, а особено дистрибуцијата на места во новиот парламент, да видиме кој ќе има мнозинство и дали тука може да има 2/3 луѓе кои пратеници кои мислат дека Европската Унија е се уште најдобрата опција за нас. Не знам, овие што утре евентуално би добиле доверба од граѓаните да ја водат државата, ако се разбира се различни од овие кои беа до сега. Иако тие имаат некаква алтернатива, зашто некои нивни идеолози, да ги наречем од позадина, спомнуваат БРИКС, спомнуваат некои други алтернативи, отворени кон Азија, кон Истокот и така натаму. Јас се надам дека таква будалаштина нема да им падне на памет, ако бидат во позиција да ја менуваат стратешката насока на Македонија. Ние не бараме промена на преговарачката рамка. Мојата заложба е ние да го затвориме целиот пакет, така да речем бугарски пакет. Никој не зборува дека не само бугарите што бараат да влезат во уставот, во ред, ќе влезат. Тие бараат да признаеме дека сме нација од 44 година и дека нашиот јазик е модифициран бугарски јазик. И да признаеме дека сите револуционери по род се бугари. Јас велам вака, за идентитет не разговараме, за јазик не разговараме, за историските личности нека разговараат историските комисии на Бугарија и на Македонија, како ќе договарат така, ако ова вака го разрешиме, нема проблем да го гласаме, бугарите да влезат во уставот, во преамбулата на уставот. Ако не го затвориме целото прашање, ние не кажуваме никаде дека предпоследно поглавје е јазикот. Пред влез во Европска Унија. Ние не кажуваме дека 28 земји треба да се изјаснат дали македонскиот јазик ќе се користи во Европскиот парламент. И очекуваме бугарите тогаш да, ако го имаат овој услов, дека ќе ни изгласат македонскиот јазик да се во Европскиот парламент да се користи. Значи, ние не е во ред да го преидеме народот сега да ги внесеме бугарите во уставот, а потоа да не чекаат на предпоследната станица
и практично да не блокираат и повторно да прифатиме се тие што ќе посакаат. Ги проследивте размислувањата и оценките на претседателските кандидати поврзани на темата меѓународна политика и состојби во македонското правосудство, битката против корупцијата, криминалот и неказнивоста. Кратка пауза и потоа продолжуваме понатаму.